Сакала да ви се заблагодарам во името на издавачката Куќа Антонов за вашето присуство на овогодишниот четврти поред фестивал на европска литература. Букстар, која што годинава се одржува под мотото табу или не табу. Оваа година наградата Букстар ја добива една прекрасна, неверојатна авторка Славенка Дракулич. Би сакала да ви ја доделам наградата, ми е особено драго. Так, јас тракам. Zahvaljujem Nataši, zahvaljujem odboru koji mi je dodijelio nagradu, zahvaljujem svima vama da ste došli večeras ovde. Biće nam jako lijepo ako uspijemo razgovarati s ovakvim mojim glasom. I ako me budete razumjeli, ja ću se truditi. Hvala. Добро вечер. Моето име е Ана Мартиновска и почестена сум што вечерва имам можност да видам дел од оваа промоција на новата книга на Славенка Дракулич на македонски јазик, Мелитви жени и други раскази, и истовремено на доделувањето на оваа награда. Ќе кажам нешто за генерално за твориштвото на Дракулич, иако верувам дека сепак голем дел од тие од незината импресивна биографија е позната на овој аудиториум. Кога треба некому со еден збор да објаснам зошто Славенка Дракулич е една од моите омилени писателки, велам дека таа е вештарка. И притоа тоа го кажувам како врвен комплимент. Шегата настрана Славенка Дракулич заедно со уште 4 други хрватски писателки ја дели судбината во 92 година на вистина да биде прогласена за вештарка. Станува збор за обвинување во хрватските медиуми дека овие писателки не се дистанцирале од српските силувања врз несрбите во Босна и дека ги третирале феминистички, како злосторство на мажи врз жени. Тоа предизвикало националистички изливи и осуди од хрватската јавност, поради што некои од нив ја напуштаат земјата и продолжуваат да творат во екзил, меѓу нив и нашата денешна лауреатка. И како новинарка и како писателка, Дракулич има импозантна биографија.
Таа денес живее во Шведска и Хрватска и пишува и објавува во многу земји и на многу јазици, вклучувајќи ги престижните вестници The Nation, The Guardian, The New York Times Magazine, Süddeutsche Zeitung и некои други. Тоа се однесува на нејзините публицистички текстови и колумни, по нејзините деценијски активности во старт, а подоцна и во денес, додека нејзините книги ги објавува и на хрватски, и на англиски, преведени се и на многу други јазици. Од причина што ова моје излагање не е замислено како омаж на целото дело на Дракулич, само накусо ќе прилетам преку насловите и темите кои нејзините дела ги отвораат, за да можеме потоа да позборуваме за некои од константите во нејзиното творештво. Меѓу романите мораме да ги споменеме Холограми и Страха, кои говорат за болеста и стравот од смртта, Мраморна кожа за деструктивната сила на сексуалната желба, Божанска глад за неконвенционалните врски, Као да ме нема за војната и силувањата, Обтужена за семејното насилство над децата, Фрида и Леополи, Дона и Минотавр, Мој живот с Пикасо и Милена Ајнштајн, Теорија туге, кои не подсетуваат на подзаборавните креативни жени во историјата. Па се до оваа последната за невидливите жени и староста, која ќе ја промовираме вечерва во превод на македонски јазик. Од нелитерарните дела тука се Смртни грesi феминизма, How we survived communism and even laughed, како го преживеав на комунизмот и дури се смеевме, Балкан експрес и фрагменти од другата страна на војната, Кафе Европа, животот по комунизмот, Они не би ни мрава згазили за воените криминали судени во Хаг, Тиело нjenog tijela и A Guided Tour through the Museum of Communism, значи Fables from a mouse, a parrot, a bear, a cat, a mole, a pig, a dog and a raven. Како што очигледно дури од насловите, интересите на Дракулич грубови можеме да ги сместиме во две групи. Оние кои се бават со политичките прилики на Балканот, со национализмот, комунизмот и посткомунизмот, со војните на овие простори, со злото и траумите, и од друга страна оние кои се бават со некои женски приказни, иако вистината е дека и во двете групи документарното често преминува во фикција, а општото и јавното се претупуваат во интимното и личното и обратно. Она што е сепак некаква константа, а во однос на насловната дилема на овој фестивал Табу or not табу, е дека кај Славенка Дракулич едноставно забранети теми нема. Очигледно организаторите од антологот тоа одлично го процениле, па наградата Букстар, која и се доделува денеска, недвојбено оди во вистинските раце. Таа ги руши буквално сите табуа на кои можеме да се сетиме и ги отвара во своите дела сите горливи и премолчувани теми од нашето секојдневие. И што е најважно за мене, сето тоа без претенциозност, без непотребна драма и преголема бука. Како за неа да е сосема вообичаено и најприродно на свет да се зборува гласно за она што другите го пикаат под тепик. Токму тука ја пронаоѓаме и клучната формула за нејзината подеднаква популарност и кај критиката и кај публиката. Така беше и во случајот со нејзината рецепција во Македонија. Најпрвен во 2011 беше објавена Телото на нејзиното тело, приказни за добрината во превод на Никола Маџиров, а веќе наредната година преводот на Фрида или За болката направен од Александар Прокопиев. Подоцна излезе и романот Како да ме нема во превод на Наташа Ламовска. Дракулич беше нарекувана уникатна личност од хрватската сцена. Нејзината рецепција одлична на сите вообичаени критериуми, и по бројност на публика и по застапеност во медиумите. Веројатно како резултат на провокативноста на самите дела, темите кои ги отвораат и потребата од нивно постојано реактуализирање. Затоа и во оваа прилика накусо ќе проговорам токму за овие дела кои се познати на македонската публика. Притоа средишна оска во нив е телото, секогаш прикажано во некоја радикална состојба. Главните теми околу кои се конципираат се жената, жртвата и уметноста, но и болката и болеста, љубовта и сексуалноста,
смислата на животот и безсмисленоста на смртта. Од тие причини првата призма низ која вообичаено се читаат е родовата позиционираност на Дракулич како авторка која пишува за својата женска страна на приказните, што не треба да не зачудува ако знаеме дека таа е припадничка на првиот бран модерни хрватски феминистки која во своите ставови и ангажмани против патриархалните општествени стереотипи и за подобрување на општествениот статус на жената ја брануваше јавноста уште во 70-тите години на минатиот век, чија книга Смртните гревови на феминизмот се стекна со статус на култна книга во феминистичката публицистика во поранешна Југославија. Таа женска визура е доминантно присутна во романизираната биографија за познатата уметница Фрида Кало, каде таа првенствено се фокусира на портретирање на нејзиниот живот со болката и нејзината борба преку уметноста да ја совлада немотта на сопственото тело. Во конструирањето на нејзиниот идентитет, во голема мера се провлекува нејзиниот однос кон мажот, доминантниот Диего Ривера, и всушност голем дел од нејзините искуства се преиспитуваат низ традиционалните родови бинаризми, па и комплексниот однос на Фрида со другите жени. Цитирам: "Покрај мене во нетешките моменти беа само жени, без нив не ќе преживеа. Готвеа супи, ме капеа, пресоблекуваа, ме чешаа за да бидам убава, за тебе. Ти немаш време ни трпение да се бавиш со мене на тој начин. Ти ми носиш цвеќе, но не и вода." Ваквиот сестрински однос, женска солидарност или можеби вистинскиот израз е женска подготвеност за жртвување за другиот, Дракулич го потенцира и кога зборува за трансплантациите, врзано за нејзината лична историја. Во телото на нејзиното тело таа се обидува да си објасни како се прима нечiji дар, кога тој дар е дониран орган, што значи живот. Како се вели благодарам на некој непознат што прави жртва од тој калибар. Иако самата се оградува од овој термин жртва, кој за неја има првенствено негативна конотација, Дракулич сепак го објаснува и теолошкото значење за концептот на жртвата, кој е различно од колоквијалното. Дарителот со чинот на жртвување и милосрдието не го спасува само животот на примателот, туку и самиот себе си, односно својата душа. И иако приказните за различните дарители и приматели на трансплантирани органи се различни и со различна мотивација, сепак Дракулич не заборава да го истакне и куриозитетот дека од 10 донори, 9 се жени. Прашање е дали жените се сочувствителни затоа што така се одгледувани или се такви по својата природа поради некој женски сочувствителен ген. Како феминистка, вели Дракулич, мислам дека тоа е прашање на културата и дека жените се одгледувани во тој дух, да се идентификуваат, да сочувствуваат со жртвите, со болните. Дека сите дела на Дракулич се чудесно испреплетени меѓу себе со нејзиниот личен светоглед, се гледа и преку она што Фрида го нарекува техника на дисоциација од сопственото тело и сопствениот идентитет, како самата да станува лик на сликата која ја слика, а не во сопствениот живот. Токму тоа дистанцирање од сопственото тело од причина што истото претрпело насилство, рушење на секое достоинство и телесен интегритет, го среќаваме и во Како да ме нема. Овој роман е потресно сведоштво за еден преживеан ужас од војната во Босна и го навестува токму тоа одвојување од телото, тој расцеп на идентитетот, тоа негирање на чувствата како начин да се преживее насилството и понижувањето. Телото на силуваната жена не и припаѓа на неа, па во сеќавањето на масовните силувања во така наречената женска соба се повторува токму насловната реченица. Цитирам: "Кога ќе го спушти погледот, гледа дека нејзините нозе се се уште таму и дека некое друго машко лице е меѓу нив. Со себе си вели дека тоа се нејзините нозе, но всушност не ги чувствува. Како да ме нема, мисли, како да не сум тука." Дури и означувањето на главната јунакиња само со иницијалот С е нејзино обезличување во анонимност. За приказната да не биде доживеана само како лична, туку
како парадигматска за жртвите на воените трауми за телото како воено поле. Истото важи за сите други книги на Дракулич, кои не ги споменавме подетално, а кои раскажувајќи ги интимните приказни на луѓето од секојдневието без зазор од нивните најдлабоки емоции и трауми, се едно дали биографски, автобиографски или сосема фиктивни, говорат за колективните механизми на моќ кои функционираат во општеството со акцент на она што е маргинализирано и вон фокусот на другите. Директно и искрено до болка. Дракулич повикува на промени, на рушење на постоечките слики и предрасуди, воспоставување на нови похумани стандарди за сите. Очигледно Славенка Дракулич е доказ дека уметноста се уште не се откажува од својата борба да го промени светот на подобро. Магистерска вештарка ви ведам. Го предавам микрофонот на колешката Ангелина Бановиќ-Марковска, која ќе зборува за новата книга на Дракулич. Благодарам, Ана. Добро вечер на сите. Може би не толку обемен број публика, но предпоставам дека сите што субтилно се посветени на Славенка Дракулич, на незините книги и на незиниот дискурс, се тука присутни, да може да споделат уште едно ново, не би рекла изненадување, затоа што она што го пишува Славенка Дракулич веќе не е изненадување, сите сме научени на некој high level дискурс кој и субтилен и нежен, кој не трогнува така, како би рекла, не дестабилизира и очекуваме практично само нешто да ги пополни сите оние наши прашања, сите непознатици или може би оние работи што сме ги претвориле веќе во табу, а не сме свесни за тоа. Инаку генерално морам да признам дека почитањето на оваа последна книга раскази на Славенка Дракулич, Невидлива жена и други раскази и други причи во наслов, во оригинал, некако не спијам спокојно. Се гледам себе си многу често веќе 2 ноќи, како продолжувам да читам истата книга, и тоа наслов, подпреда на перниците. Час сум јас самата, час мојата мајка. Нема мајка која во години кога станува невидлива, исто како и средновековните господи од расказите на Славенка Дракулич. Тоа е само доказ дека почитањето на оваа книга почнувате да размислувате за некои премногу важни теми, кои свесно или несвесно сте ги претвориле во табу и сте ги потурнале, или сте ги затвориле во некој ормаче старо, прашливо. Како некои работи што од кои се плашите или кои ве вознемируваат и кои ви изместуваат од равнотежа, па дури ве подсетуваат дека не сте сториле ништо сега и овде, зашто перманентноста во светот не е перманентност и за вас, не е перманентност за вашето тело, за вашите најблиски, кои ви го дариле тоа тело, па исчезнало. Едно е сигурно, оваа книга раскази на Славенка Дракулич нема да ве остави равнодушни. Во неа, за жал, нема да најдете утеха. Таа не завршува со надеж, таа не нуди надеж, ниту со оправдување за вашето предавство кон тие што не напуштаат. Но факт е дека Славенка Дракулич е страсен и обсесивен толкувач и проучувач на телото, кој се обидува да ги рекуперира сите нагрдени, сите деформирани, фрагилни, дисфрагментирани или отфрлени тела во едно, би рекла, вербално тело без коски, кое може би единствено може да ја победи смртта. Тој е писателка која има, за жал и горко лично искуство со телото на нејзиното тело, писателка чии теми секогаш и одново го провоцираат не само чинот на артикулирањето, нејзино, лично, особено, туку и чинот на восприемањето и толкувањето. И затоа реши во контекст на ова празнување на звездената книга, каква што прочем и Невидливата жена на Славенка Дракулич, да се осврна на неколку теориски моменти кои го провоцираа моето љубопитство. Се работи, значи, пред да премина на нив, ќе споменам само неколку работи. Се работи, значи, за следното. Дали староста, како поим, е биолошка, само биолошка конструкција или може би обштествена?
прединат се. Дали со влегувањето во една зрела доба, во оној ранлив период од нашите животи, од животите на нашите блиски, се случува некаков премин од јаството, од јас кон другоста, кон другиот. Каков вид на метаморфоза и автометаморфоза е тоа? Дали женското старење ги прави жените поранливи од мажите и во смисла дека влегуваат во еден период од своите животи во кои треба можеби да се срамат што се уште живи, кога стануваат и товари на општеството и на блиските, или се тоа само некакви конотации и семантеми што ги наметнуваат прашањето на нашата култура и цивилизација. Именно, што се случува со телата што исчезнуваат, што се претвораат во воздух, што стануваат општествено невидливи за другите. Овие дилеми што ги отвара најновата книга на Славенка Дракулич, впрочем сите нејзини книги говорат за телото персе, всушност го имаат во предвид соодносот, не само соодносот на телото и умот, но не како две различни субстанции, што би рекол Декарт, или како две различни атрибути на една субстанција, како што размислувал Спиноза, туку го имаат соодносот на телото и умот како во движењето на Мебиусовата лента, на тридимензионална легната осумка за која говори Елизабет Грос во книгата Недофарни тела. Станува збор за мигот кога умот се свива кон телото, а телото кон умот. Кога заправо психичкото се свива кон телесното, длабочината се свива кон надворешноста и обратно, телесното кон психичкото. Познато е дека уште Симон де Бовуар и Вирджинија Вулф говореле за таа опозиција тело-ум, опозиција која всушност е кодирана и во дистинкцијата природа-култура. Јулија Кристева, например, истакнуваше дека умот не може без телото, но таа сепак телото го гледаше како натурално и предкултурално. Дури и со појавата на овие посовремени теоретичарки Лиси Ригаре, Хелен Сиксу, Гајатри Спивак, Чакравоза Спивак, па и Џудит Батлер, се добиваме впечаток дека овие теоретичарки одбиваат да го гледаат телото како предкултурално, како предопштествено или како предлингвистичко чисто тело. За нив тоа е обштествен дискурзивен објект, обвитка со поредокот на желбите, со поредокот на значењата и моќта. Тие заправо знаат дека психата има влијание врз надворешноста, врз телото. Но, за мене кога ја читав оваа книга, може индикативно беше размислувањето на Морис Мерло-Понти и неговата книга Феноменологија на перцепцијата, во која тој телото го гледа како феномен што субјектот го доживува и кој му обезбедува хоризонт и перспектива. Феномен кој го одредува субјектот во светот и му овозможува релација со други субјекти и објекти. Имено, во оваа книга Феноменологија на перцепцијата, Морис Мерло-Понти говори за поврзаноста на свеста и телото во самиот чин на перцепцијата и во осознавањето на светот. А токму чинот на перцепцијата е многу битен за оваа последна книга на Славенка Дракулич. Како ги гледаме другите тела, како нашето тело се одразува во погледот на другиот. Заправо, оваа книга всушност говори за еден спознавачки ум кој всушност е олицетворено тело. Затоа и корените на умот треба да се бараат во телото и во телесноста. И дека заправо не постои некаква автономна свест која управува со нашето тело. Оттаму искуството за кое говори, искуството со староста и средбата со староста за која говори и последната книга на Славенка Дракулич е всушност жива врска меѓу умот и телото. Затоа и споменав дека за оваа последна книга на Славенка Дракулич е многу важна патеката на инверзијата која се одигрува во Мебиусовата лента, онаа точка на свртување и на самотрансформација, во која внатрешноста се извиткува кон надворешноста и обратно надворешноста кон внатрешноста.
Многу примери од расказите на Славенка Дракулич го потврдуваат фактот дека телото всушност е дел од субјектот и од субјективноста. Еве, например, ќе споменам само неколку раскази. Во Пита од јаболка, например, една средовечна господја е поделена меѓу својата свест, совест и своето тело. Додека свесно избегнува средба со еден млад уредник и ги откажува договорените состаноци, незиното тело испреќа други независни сигнали од незината свест. Тоа, телото, е гладно за допир, гладно за физички контакт. Таа станува свесна за иако станува таа свесна за собствената преобразба, сепак погледот или допирот на младиот заводлич маж повторно ја враќа во живот и ја претвара во жена. Нежното тело заправо се однесува како да има собствена волја. И додека еден внатрешен глас постојано ја смирува, друг внатрешен глас постојано ја вознемирува. Потоа имаме раскази во кои Славенка Дракулич заправо говори за тоа кога ние всушност за прв пат успеваме да се видиме себе си во огледало, онака како што не гледаат другите, а не како што ја гледаме собствената замрзната слика за себе си, памтејќи во најубавите години од нашиот живот, во некој наш формативен период. Дали таа прва средба со непознатото јас, онака патен погледнато во огледало, всушност е првата средба и со нашата другост. Дали можеби средбата со нашата другост е средбата со нашата прва болка, да кажеме болката во табаните, во плешките, во крстот, првите симптоми на некаква диабетска криза или покачен холестерол или глукоза, на формула која сте знаеме на памет C6H12O6. Кога всушност стануваме невидливи, што прво исчезнува, се прашува и Славенка Дракулич во еден свој расказ и дава едно реторички одговор. Лицето заправо вели не, лицето може би последно исчезнува. Исчезнува нашиот ерос, нашето либидо, може би рекла така, како е прв пат настануваме свесни тогаш кога во креветот, во брачниот кревет стануваме предмет. Се разбира полезен предмет, нели? Дел од мебелот кој пере пегла се уште, кој готви и кој толерира, но сепак предмет, нели? Секој од нас сигурно имал средба, директна и индиректна со староста, со мирисот на смртта, со старачките домови, со таа атмосфера. Но факт е дека животот на луѓето што се во одминати години е всушност живот на два паралелни, дека тие живеат две паралелни стварности, кои укажува на тоа дека тие се всушност желни за внимание, дека чувствуваат некаква вина, па се до мигот додека стануваат равнодушни кон собственото тело, кон собствената голотија, како што и децата се равнодушни кон собствената голотија, не се свесни ни за својот пол, ни за својот род, ни за своите интимни делови кои ги дефинираат или откриваат во светот. Оваа книга на Славенка Дракулич порачува всушност дека староста не можеме да избегнеме, дека таа е заразна, затоа што сигурно ќе не префати еден ден и дека за неа нема лек, дека не помагаат никакви медикаменти, ни суплементи. Таа се претвара во време кое речиси станува минато. И има многу раскази кои го откриваат и прашањето на личниот идентитет, на дисфрагментацијата, кога заправо исчезнуваме, но она што сакам на крај да го порачам, скратив многу, со оглед на тоа дека би сакала да поразговараме малку со нашата лауреатка. Само би сакала да кажам дека оваа книга заправо не води кон тоа дека треба да се бараат во оваа книга концептите за отелотворениот субјект и за психичката телесност, и дека таа телесност не сме да се поврзува само со жената, че таа не е феминистички аспект par excellence, туку и со мажот генерално, дека телото треба да се третира и гледа како локус вивенди, во кој се вкрстуваат и општествените, и политичките, и културните инскрипции, и дека во него треба да го согледаме и јавното, и приватното, и јаството, и другоста, и природата, и културата. Ова е секако една од оние книги на Славенка Дракулич, на која навистина болно уживав, морам така да кажам,
ако може оваа синтагма да го пренесе она чувство на тегобност, со кое постојано се сретнував, но никако не се испушта од рака, се чита буквално во еден здив. Книга која не укажува дека проучувањата на телесното и на психичкото доживување на човекот како суштество треба да имаат свое место во сите и во академските проучувања, но и човекот треба да има свое место и како што има и своја одговорност во светот што не обкружува. И ве благодарам за вниманието, јас уште еднаш честитам на Славенка за новата книга и би можело да отвориме некој разговор со нашата гостинка. Дали може би некој од публиката би... Еве веќе има некој кој би сакал да постави прашање. Само што да прашам дали микрофонот ќе оди натаму или... Режија? Да, може да повелете. Dakle, imam dva pitanja. Prvi se odnosi na, ako da zborom na hrvatski, ne za polesno da me razberem. Dakle, prvi se odnosi na vaše vreme kada ste radili u Start, je li tako? Ja se sjećam, to je bilo izvanredno jedan magazin i na naslovnici je uvijek bila golišava žena, ali su se kasnije koleginica izborile da na straga, na zadnjoj strani, da bude goli muškarac. I recite me kako, evo ovako, uvek prave žene kompromise, sada čisto ovako stjecajem okolnosti, moraju da se brinu o djeci i tak dalje. I sada kako kao, jer pisci uvek hoću njihov, ono što oni misle da bude po njihovom, a ne da se nameće. I kako kao žena ste se osjećali u tom, tako bih rekao, da nekle možda i seksističkom okruženju možda u tom. Ali ja mislim da je Start bio veoma uzbiljan materijal, imao je i sadržaj i saradnici su bili izvanredni. A drugo pitanje mi je, baš u vezi nadovezao bih se na prvo pitanje, da je rekla šta mislite o kolegima i o piscima općenito, jer mislim da više nisu ono što su bili, dakle prodaju se i ne čuje im se glas, razjedinjeni su i žene, nažalost, spisateljice su takve postale. Ja znam mnogo koje su borile su se za prava žena, ne znam isto i za lažne vrijednosti u ovom svetu književnosti, jel tako, ali kasnije prevlađe, nudi im se veća plaća i tako i onda prava kompromisi već nije to. Hvala. Hvala na pitanjima, pitanja su jako iscrpna i vode nas direktno u prošlost. Nema šanse da se zadržimo u sadašnjosti, ali ima veze i sa sadašnjošću. Dakle, Start, ja sam u Startu radila 80. godina, to je bio dvotjednik, velika ilustrirana revija, koja nije toliko tih žena golih imala na naslovnoj stranici, nego na duplerici, tako zvano, sredini, dečki tih godina bi se morali toga sjetiti. Međutim je taj tjednik, odnosno dvotjednik, karakterizirala da su tekstovi dugački, pravi eseji i vrlo ugledni autori su sudjelovali u pisanju tih novina, tako da je ta novina zapravo postala pojam i svima je, naročito i na istoku i na zapadu, bilo začudno to golo žensko tijelo. Kako to, šta to znači, zašto tu postoji, a pogotovo kad su počeli u njemu surađivati žene koje su se smatrali su ih feministima. Kako pomiriti seksizam, pitanje usmjereno dobro, sa
sa pisanjem tog časopisa. Ali mi naravno moramo znati koji je to kontekst bio, jer mislim živjeli u socijalizmu i u tom kontekstu se žensko golo tijelo nije pojavljivalo u ozbiljnim novinama. Tako da je to oni koji su sebe smatrali ozbiljnim novinama nisu to objavljivali. I zbog toga je to bila i neka vrsta provokacije. Jer provokacije su naravno sve novine bile pod državne, društvene, kako se je tada govorilo, i pod nekom vrstom partijske kontrole, jer politički nisu oni toliko. I to golo tijelo je, taj seksizam, u tom kontekstu je bio malo pomaknut, da tako kažem. Zašto? Jer moramo znati da su zakoni bivše nam države, svima zajedničke, bili emancipatorski za žene. Zato je socijalizam sam po sebi emancipatorski i da donio je cijeli niz tih zakona po kojima su žene bile ravnopravnije, u mnogo stvari ravnopravne, a u mnogo stvari ravnopravnije nego danas. O tome možemo kasnije razgovarati ako nije mi bila namjera govoriti o tim socijalnim pitanjima nego o literaturi, ali ja radim jedno i drugo, pišem u novinama i dan danas, tako da to je tako. I u svakom slučaju taj seksizam je privlačio, seks u stvari, je privlačio široku publiku, a onda je ta široka publika, pretpostavljena jer je cirkulacija prodaja bila ogromna, čitala i neke te druge tekstove i zapravo je više pitanje ne zašto su oni imali tu golu ženu, nego zašto su nama, koje smo bile feministkinje, moram reći naročito ja sam u tome, jer sam tamo bila zaposlena, dozvolili da pišemo o takvim temama, jer kako smo se mi izborili za to mjesto. Tako da smo mi, to se može smatrati kompromisom, ali za nas je to značilo, imalo jedan drugi kontekst nego onaj koji bi recimo čovjek pogledao i vidio danas. To je što se tiče starta. Tako da se ja tog starta ne sramim i mog pisanja u startu ne sramim, jer su samo neki vrlo važni tekstovi, ne samo moji i ne samo feministički, nego generalno su bili jako važni za generaciju. I odlični autori surađivali. A što se tiče mog mišljenja o piscima, ja mislim vrlo vjerojatno je to mišljenje generalno o tome koju pisci ulogu imaju u društvu, koji su recimo nekada kao imali, kao bili su takozvani glas naroda i disidenti, mi smo imali vrlo malo disidenata, a oni koji smo imali su se poslije pokazali kao veliki nacionalisti, dakle, ali Jugoslavija je bila jedna posebna priča. Po mom mišljenju pisci ne bi trebali po toj svojoj lokaciji imati neku posebnu ulogu u društvu, jer recimo uzmite samo na primjer, moj omiljeni primjer je Radovan Karadžić. Jednom je Hans Magnus Enzensberger, njemački pisac i eseist, napisao jedan tekst o tome i koji bi nam svima trebao biti Biblija. Zašto mi mislimo da su ljudi koji su obrazovani, ljudi koji su pametni, ljudi koji odlično pišu, da oni imaju drugu vrstu morala? Oni nemaju drugu vrstu morala. Oni mogu biti odlični pisci, a ne kažem da je Karadžić odličan pisac, a mogu imati moralne principe, ravne nulte. I to je upravo takav jedan slučaj. Dakle, vjerovati da su pisci bolji od drugih, da oni imaju nekakve zadatke u društvu, oni takve zadatke su u društvu imali koje je bilo totalitarno, autoritarno kad nije bilo slobode govora. U slobodi govora, kad imamo slobodu govora, onda pisci mogu govoriti što god. Prije ih se smatralo neprijateljima, a sada ih uopće ne smatraju, a ponekad ih smatraju izdajicama ako nisu nacionalisti. Tako da ta uloga pisca u društvu je marginalizirana i to je točno. Po mom mišljenju dobro da je tako. Ali imamo puno opasniji fenomen koji pisce zapravo skoro pa dokida, a to je komercijalizacija. Jer sad se ide po tom principu
što će se bolje prodati. Ali pustimo to. Ostaje samo jedno se tu pitanje postavlja. Šta će ovakve dvije profesorice koje se bave teorijom i koje tu iznose fantastične analize, nema veze što je to meni, oni bi mogli ili bilo kome drugom tako nešto napisati, šta će one za 20-30 godina predavati? Jer taj srednji sloj literature koji nije bestseller, nisu krimići, a nije nekakva niska literatura koju mislim niko ne čita. Dakle, taj srednji sloj je zapravo temelj svake kulture i to su te neke knjige se isprofiliraju koje su važne, koje onda se uče kasnije na fakultetu i šta ti ja znam. Dakle, taj korpus neki, on polako se stanjuje, nestaje. Primjer, pročitala sam jedan zanimljiv tekst u američkim novinama, ne sjećam se kojom jednu analizu. Kažem, gdje su nestali svi oni pisi od prije 20 godina, kao jedan bum mladih pisaca. Ovo je fantastičan, od njega očekujemo, ne znam, Nobelovu nagradu, sad navezi se Nobelova nagrada obišla Pragu. Šta je s tim pisma? I kaže čovjek sljedeće, ti pisci su pisali dok su imali 20 do 30 i neke godine, poslije su skoro svi iščezli sa literarne scene. Zašto? Jer se od toga ne zaživjeli. Točka. Od pisanja se više ne živi. Tako da, tu u toj komercijalizaciji ja vidim jedan problem, ne samo u tome da, mislim, pažnja je na tim bestsellerima koji možda nekim njih mogu biti odlični, ali o onome što ostaje, što onda ulazi u nekakav korpus kulturni i literarni. Ako smo pričali o startu i o tim nekim vremenima i kako je tada bio, danas smo svjedoci neke druge situacije, neke regresije. Neću vas pitati da li je feminizam mrtav, jer naprotiv mislim da svjedočimo o nekim procesima, kao recimo pitanje o abortusu je sada, to je neki backlash u celoj Evropi o ovim pitanjima. I šta znači za vas danas biti feministica i koja je borba feminizma danas? Ne bi ja previše generalizirala, ali ono što mene brine opet, ja sam stalno zabrinuta, ali da mi je to tako, ne znam, stalno sam oko nečeg brinuta. Da te mlade žene zapravo ne znaju što imaju, misle da je to što imaju normalno, i da su njihove majke u tom smislu, u smislu zakona, bile jako emancipirane, također ne znajući, mislim, to, ali dobro, to mi je koristilo. A ovdje imamo jedan novi element, jer u toj slobodi, u toj demokraciji, u tome tranziciji, zove to, o tome bi se moglo isto dugo razgovarati, ali ja ne bi zbog grla mogla. O tome sam puno i pisala, se dogodilo nešto jako zanimljivo. Kad je propao komunizam, to se tako kaže, kad je pao zid, ne znam, Gorbačov izveo tu svoju, ne znajući šta radi perestrojku i glasnost, to se stvari dogodi slučajno, onda je, kako bih rekla, svi su pomislili, aha, evo sad divno, sloboda, sve prekrasno, ali se onda dogodio cijeli niz promjena i mi smo bili naivni pa smo mislili da će te promjene biti samo na bolje. Tu su se pojavile dva nova elementa i tu ne mislim samo na Jugoslaviju koja je posebni slučaj jer je istovremeno bio ratovi, 3-1, pa onda taj nacionalizam, pa onda formiranje tih država novih, pa onda ta tranzicija ka demokraciji i tako dalje. Dakle, puno stvari bilo tu, ali dvije su stvari u istočnoj Evropi i u Rusiji se pokazale da su nekako ostale. A ostala su prepoznatljiva, to je crkva prve, utjecaj crkve. Odjedanput je crkva strašno važna postala i strašno utjecajna. Počeši sa Poljskom gdje je ona uvijek bila jako utjecajna, ali mislim i odigrala je svoju ulogu u toj solidarnosti njihovoj, ali crkva je postala strašno utjecajna
I nacionalizam se pojavio, taj nacionalizam pojavio. Naime što, crkva, te su države, prije svega federalne države, recimo kao Rusija i Jugoslavija, imali su religija kod nas nije baš bila tako strašna, mislim, zabranjivana, potiskivana, ako se žele ići u crkvu, mogo si. Međutim, oni su imali u tim društvima jednu drugu. Oni su imali ulogu očuvanja nacionalnog identiteta. Nisu se svi ljudi pretvorili u Ruse, jel? Nisu svi ovdje postali Jugosloveni, nego su te dve institucije, jer je to tradicionalno tako, jel? Čuvale te nacionalne identitete. Kad se dogodio taj veliki preokret, bašena se revolucija, zovite kako hoćete, u cijeloj istočnoj Evropi su ta dva elementa izbila na vrh, zato su oni cijelo vrijeme bili tamo. Uvijek se znalo, mislim, ko je točno ko i šta u što ko vjeruje. I sad je crkva, budući da je to jedna stara i mudra institucija, iskoristila taj svoj utjecaj i počela se, da skratim cijelu priču, plesti u vlast. U Hrvatskoj posebno, a vjerujem da je u drugim državama tako Poljska, i možemo napraviti dalje naše bliže susjedstvo i tako. Dakle, tu je, nije to, ja mislim, regresija, nego je to samo jedna vrsta, kako bih rekla, pojavilo se nešto što prije nije bilo toliko dominirajuće, a crkva je po toj svojoj zapravo, po svom obrascu konzervativna, tradicionalna i ljudi, građani, svi ti ljudi koji su se zapravo odjedanput našli na vjetrometima, u novoj situaciji, ne znajući šta ih čeka, počeo ih je hvatati strah. Oni se prirodno uklanjaju tim institucijama nekih koji su im preostale. Šta ti znaš? Znaš da si, ne znam, crkveni Hrvat, šta već jesi i držiš se toga, držiš se jezika, držiš se religije i odatle onda ide taj utjecaj. Problem je kada taj utjecaj postane istovremeno i politički. U Hrvatskoj je sada abortus se mislim prvi na tapetu, u Poljskoj se žene herojski bore da ne ukine sve mogućnosti, dakle i silovanje i malformacije itd. I u tom smislu mi se želi da, budući da se radi o ženskom tijelu, a žensko tijelo nije samo žensko, nije samo moje i tvoje, nego je ono i vlasništvo. Ono je vlasništvo države. I država hoće se reproducirati, jel? I hoće da se ta djeca proizvode. I uvijek je problem kad žene ne žele iz svojih razloga, kad žele odlučivati slobodno o tome žele imati djecu ili neće. To je problem. I ono što je najvažnije, i tu ću završiti s tom temom, jer mislim da se nema tu puno što reći, a to je da je to žensko pravo uvijek moguće povući, jer zapravo da je država i sad ti kao svjestan građanin ili građanka možeš se boriti, sad imamo slobodu, možemo ići na ulice, možemo ne znam šta sve ne. Međutim, imamo situacije puzećih takvih udara, recimo baš na pravo izbora, gdje vi u Zagrebu, mislim, morate tražiti bolnicu, pa će, oni moraju po zakonu to napraviti i po zakonu moraju osigurati, ako to doktor imamo prigovor savjesti, odmah uveli, kad konzervativna vlada je uvela odmah prigovor savjesti, tako da doktor mogu reći, sorry, ja to ne radim. Ali oni moraju osigurati zamjenu. I ono što ne rade je da ne osiguravaju zamjenu. Pa onda ti ideš od nemila do nedraga, dok tu stvar, to se nekako ne riješi. Uvijek će žena insistirati svoje, ali pitanje koja je cijena. I naprosto svijesti o tome nema dovoljno i bojim se da te mlade generacije će morati dobiti po nosu da bi nešto naučili, a zašto se uvijek mora dobiti po nosu? To je moje pitanje. Moje pitanje. Ne znam koji je odgovor na to. Da li još ovo može bi ova znak bi ga bilo da privršime ili eventualno neko od publike da bi ima neko igrešanje? Uvijek je što naša kako punke je već i izmorena. Odgovorili smo na sve. Dobro, тогаш би го поканила, Жаре може би да заtvori ova sredba. Жаре Антонов.
Јас како адхок модератор. Добре, пред се како да вечери од мене и од издавачката куќа Антолог. Ние сме пред се среќни и јас сум лично благодарен што Славенка и покрај тоа што во 5 до 12 викендов се соочи со грип и некои други проблеми, гледате дека гласот е малку болен, се реши, се оправи и дојде на нашиот фестивал и благодарам од се срце и покажува дека без оглед колку е нејзиниот глас болен, она останува водечки глас на европската литература и на европската публицистика. И тоа ќе биде и се надевам уште многу години. Се надам дека пак ќе не дојде во Скопје, дека ќе имаме уште подолг еден разговор. Оваа награда ја доделуваме од се срце. Фала на сите вас кои што бевте овде, фала на двете промоторки, Ана и Ангелина, на Наташа која што исто така не знам дали сите знаете, претпоставувам дека знаете, но еве јас ќе повторам бидејќи нели повторувањето е мајка на знаењето. Иако малку сакаме да учиме, хубавите сакаме нели да попуваме, дека може треба да престанам да јас да зборувам. Наташа е во главната улога на филмот Како да ме нема, Како да ме нема, и беше едно мало изненадување за Славенка. И тоа е тоа, ви посакувам убава вечер. Може би уште некое прашање, бидејќи јас мислам дека можеме уште малку да си поразговараме, но доколку го нема, Славенка ќе биде тука за нас да поразговараме, да подпише некоја книга. И го поканувам исто така утре на еден многу интересен настан, кој што исто така ќе биде нашата специјална гостинка присутна со уште неколку македонски писатели, значи на истото место, само малку подоцна 20 часот, бидејќи гледате дека и без тоа и денес, иако беше половина час претходно закажано, почнавме во 20 часот. Ајде, нема јас да поставувам прашање, уште еднаш благодарам на сите и се надевам дека ќе имаме уште поубав остаток на вечер.
you.